Поднесувам оставка од премиер. Овие 4 збора на Зоран Заев не му се допаднаа на Али Ахмети, биле избрзани. Дуи не сака да прифати оставка на премиерот, ќе го убедувале да остане да го води ова парламентарно мнозинство. Сепак во убедувањето во просторите на владата не беше лидерот на интегративците, не можел да стигне Славел. Отсуство на председателот Ахмети кој што се задржа во Кичево да прослави големата победа заедно со пешалбарите. Додека Али Ахмети слави неговата порака на коалиционата координација, а пренесе првиот вице-премиер Артан Груби, вели сите партии од власта се согласиле дека оставката на Заев била избрзана, па го повикаа премиерот уште еднаш да размисли. Сите партнери кои што учествуваат во владата беа апсолутно против оставката на премиерот Зоран Заев, затоа што сметаме дека е непотребна. Ова беа локални избори, не се парламентарни избори, и не го добивме мандатот на 15 јули 2020 година за да ја предводиме оваа земја по евроатлантскиот курс. Ние сметаме дека само оваа влада може да го реши спорот со соседна Софија. Дека Заев бил убедуван да не дава оставка, потврдија и од БЕСА. Порачаа дека секоја непромислена одлука можела да доведе до предвремени парламентарни избори, што никој во коалицијата не ги сакал. Воопшто не навлеговме во темата на нов евентуален мандатар или нов состав на влада, бидејќи бевме информирани од страна на премиерот Заев дека тој останува на оставката, но нормално наше барање е тоа да биде да има процес, односно простор за колку време тоа би се извршило, бидејќи сме во многу деликатна ситуација политичка. По се изгледа Заев ќе мора да размислува. Оставката стана збор кој никој од коалиционите партнери, барем пред медиумите, не го посакува. Премиерот вчера, порачувајќи дека се повлекува од Линдански и од Бихачка, кажа дека бил разочаран од одлуката на граѓаните. Сакам да споделам разочараност кај мене, а верувам и кај огромен број граѓани, затоа што мнозинството од народот, кој гласаше заедно со сите тие што останаа дома, ги избраа истите луѓе и политичари, кои пред 4 години само во парламентот, пред очите на целата јавност, сакаа и тргнаа да убиваат. Не е воопшто тешко заминувањето од политиката. Тешка е помислата за реалноста од одлуката на нашиот народ. Пораката од граѓаните испратена на локалните избори јасно покажува дека нови сега парламентарни избори се и тоа како реална опција, токму тоа е барањето на опозицијата. Ние имаме мнозинство гласови на народот и тоа е важно за нас, дека го имаме мнозинството гласови на народот. А за да има предвремени парламентарни избори, треба да има и мнозинство во парламентот. Затоа реков трпение, не треба да го разочаруваме народот, бидејќи народот е изморен од разочарувања. Дозволете времето да одговори на многу дилеми. Една од тие дилеми ќе биде кога ќе се случат предвремените избори. Најновите случувања сосем сигурно го ставаат премиерот на мисла, но ако на крајот остане на својот збор, отворено прашање кој ќе биде неговата замена, имиња со кои најмногу се шпекулира се неговата партиска заменичка Сања Лукаревска и генералниот секретар на СДСМ Љупчо Николовски. Дури има и шпекулации дека едниот ќе добие шефовско место на Линданска, а другиот на Бихачка, но постои трета опција, внатре партиски извори за Алфа брифираат дека нов премиер може да биде и надпартиско име.